Кога е петок, тогаш нашата екипа е редовно тука на градскиот пазар, затоа што петок е петочен пазарен ден. Денеска зборуваме за брокулата. Нормално дека најповеќе нешто за неа ќе ни каже нашиот соговорник, редовен соговорник, господинот Раде Ангелов. Господин Ангелов, што се можеме да знаеме за брокулата како зеленчук кој што може да се консумира? Да, прво добро утро до сите граѓани и среќни празници. Сега доаѓа нашите празници, доаѓаат среќни ќе бидат. Брокулата има преку цела година. Последен пат се саде, речеме, во фолија во септември месец и тука веќе стагнира брокулата. Почнува пак од февруари да се саде, значи преку цела година има брокулата. Брокулата највеќе користат помладата генерација, значи за супичка, за кашичка на дечињата, а и подраслите салата може да направиш, може кашичка, се може да направиш од брокулата. Дали со едно садење излегуваат повеќе берби или само една берба? Убава брокула дава една централна брокула, значи ова е централна, и уште 2-3 па може 4 филизи ги викаме ние тоа, али ако ти е убава брокулата може да направат толку големи, значи прилично добра. Како јас ќе знам дека ова е квалитетна брокула? Пошто познава се по бојата, по листот дека те се свеж листо, значи тука се гледа секако. По-свежа за зимниот период не може да биде. Дали има интерес? Колку е цената? Цената е 180 денари, интерес има прилично добро. Кога се сади? Ова реков, таа ти сади во август месец, ова е садено во август месец и бере се последната берба и после чекаме филис. Во фолија збореме, ако е надвор веќе нема. Да. А дали имаме и пролетно нешто или? Има. Таа пролетната брзо поминува, што значи само централната и после нема веќе филизи од неа. Бараат ли некои совети, да речеме, некои кои што го знаат? Да, одамна се продава на пазарот и знаат сите. И како се приготвува и што се користи, се знаат. Благодарам многу, значи и нека ви се срекни побажи. На вас исто да се срекни и се да има оваа година. Да забравиме ако има некои лошоти, да биде се добро, здравје, среќа, берекет, пари и се. А подобро највеќе здравје. Во продолжение, ова е дел од цените на одделни производи што можеа да се најдат на пазарните тезги. Тиквички 20 денари за парче, тиква 35, краставици од 20 до 40, пипер од 50 до 80 денари за килограм, карфиол 60, јаболка 80, круши од 100 до 140 денари за килограм, домоти од 30 до 45 денари за килограм, спанек 60 и прас 350 денари за врзоп.